Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Со години наназад, коренот од линцура се користи како традиционален народен лек за повеќе индикации. Се препорачува за подобрување на апетитот, за подобрување на состојби при нарушена циркулација, проширени вени, при желудочни заболувања, за подобро искористување на хранливите материи против треска. Во оваа емисија исто така ќе дознаете и за метесерите, или како што уште се нарекуваат црнките на носот, кои не само што естетски го влошуваат изгледот, току може да преминат во акни доколку се инфицираат. Како да се ослободите од нив, а при тоа да не ја влошите ситуацијата? Коренот од линцура може да се подготви како алкохолен екстракт подготвен во ракија или во вино, или како чај. Сите облици се со многу горчлив вкус, но со дејство кое навистина ќе ви помогне. Линцурата е најмоќното природно средство за чистење на крвта и подобрување на крвната слика. Таа е македонскиот женшен и може да се комбинира со сите билки. Ја поттикнува работата на цревата, отстранува подуеност и гасови, помага во ликувањето на хеликобактер, гастритис, чир на 12-то палечно црево, желудник, улцерозен колитис. Линцурата е голем пријател на црниот дроб и жолчката. Им се препорачува на луѓето со замастен црн дроб, на луѓето со хепатит А, Б и С. Линцурата ги намалува маснотиите во крвта. Има повеќе видови на линцура. Најквалитетна е жолтата линцура, инаку има и сина линцура и со различни бои. Линцурата, според фармакопеите, има околу 400 основни лековити својства и околу 2000 споредни лековити својства, кои што најчесто се користат со додавање на други тревки во линцурата. Во литературата често пати се среќава поговорката дека доколку сакате да живеете 100 години, пиете секој ден по 10 до 50 грама линцура. Див чемер или линцура распространета е на Балканот, во Јужна Европа и Мала Азија. Расте на планински пасишта, ливади, а се среќава и на карбонантни и силикантни почви изложени на сонце. Во Република Македонија ја има на Шара, Јакупица, Даутица, Јабланица, Пелистер и на други места. Се копа во есен и од него се отстранува стеблото. Горниот дел на ризомот со вегетативни пупки треба да се врати назад во земјата, за од него во наредна година да се развие нова билка. Коренот се суши на два начини. Веднаш на температура од 55 до 60 степени за фармацевска употреба, каде добива светло-жолта боја, и на сонце собран во купови, при што ферментира, има попријатен мирис и помалку горчлив вкус со кафеево црвеникава боја. На овој начин приготвен се користи за приготвување горчливо аперативни пијалоци. Коренот од линцура се употребува во народната медицина скоро на сите народи како ценет лек за подобрување на апетитот и за закрепнување на организмот. Горчливиот вкус кој поттекнува од генициопикринот и амарогеницинот ги дразнат рецепторите за вкус во устата и рефлексно предизвикуваат ескреција на соковите во желудникот, цревата и жолчката. На тој начин се подобрува апетитот, варењето и ресорпцијата на храната, а со тоа организмот закрепнува. Експериментално и клинички е докажано дека го зголемува бројот на црвените и белите крвни зрнца, со што се зголемува фагиоцитозата. До пред појавата на хининот, коренот од линцура бил популарен лек против маларија и висока температура. Се употребува за чир на 12 палечно црево, за чир на желудник, за гастритис, за апетит, јакнење на имунолошкиот систем на организмот, против висока температура и треска, како и при потешки заболувања за јакнење на организмот.
Ако од било која причина е оневозможено правилното функционирање на системот за варење, може да помогнат и билни препарати. Ви препорачуваме некои многу квалитетни билки кои лесно се препознаваат, бидејќи се на нашите простори. За да во целост ги задоволиме нашите физиолошки и психолошки потреби во исхраната, пред се е корисно полека и смирено да се внесува тој градежен материјал во телото. Внесот на хранливи материи, освен што е есенцијален за организмот, важен е и како психолошки ритуал на кој мора и тоа како да му се обрне внимание. И најмалата количина на така наречен стресен хормон може да доведе до сериозни пореметувања во искористеноста на хранливите материи. Редоследот на земење на храната исто така има значајно влијание на процесот на нормално варење, со оглед дека различната храна се разградува на повеќе нивоа од нашиот систем за варење. Течноста која внесуваме во организмот има многу важна улога во процесот на варење. Количина од некои 1 до 1,5 литри може сигурно да обезбеди потребен волумен во кој храната ќе се измеша заедно со соковите за варење, па со тоа ќе ја подобри нормалната перисталтика на цревата. Акорус калами е вид на мирисен корен. Ово вид на корен, кој се користи за подготовка на чај за јахнење на желудникот и цревата, извонреден против подуеност, може само да се изџвакаат парчиња од билката без подготовка на чај. Ако е помешан со други билки, например нанес, смрека и мактонос, тогаш прави чајна мешавина за измокрување како извонреден препарат во ситуации кога не земаме лекови. Се подготвува во главно по ладна постапка, тоа е со потопување во изладена вода 6 до 8 часа, а процедениот чај се пие во голтки најдобро пред јадење. Гентианаe радикс или енциен корен од линцура. Линцура, подготвена како чај, се користи за подобрување на функцијата на варење, поттикнува нормална функција на жолчните сокови, функцијата на црниот дроб се подобрува, а апетитот се враќа. Освен како чај, се подготвува и како стабилен раствор, а и онаа попозната во алкохол со тоа што по подготовката мора секогаш да се разреди во малку вода и да се пие пред јадење во голтки. Центауриум умбелатум, во народот познат како женски кантарион. Како чај лекува болести на слузницата на желудникот и цревата, така што го поттикнува и подобрува лачењето на желудочните и цревни сокови. Го отвора апетитот, олеснува празнење на цревата и ја подобрува функцијата на црниот дроб. Може да се подготви со потопување во изладена вода 6 до 8 часа, после процедување малку се загрева и се пие по малку пред јадење. Женскиот кантарион исто така помага кај покачената киселост на желудочниот сок да се намали, како и недоволната киселост да се доведе во нормални вредности. Медицинско вино со линцура за чистење на крвта, подобрување на крвната слика и јакнење на имунитетот. Во тегла со 1 литар квалитетно бело вино се става 30 до 50 грама исечкан корен од линцура. Теглата добро се затвора и се остава да одстои 8 до 10 дена на собна температура со повремено промешување. По 10 дена се прецедува и од ова вино се зема по 1 супена лажица 3 пати на ден, половина час пред оброк. Тинктура со линцура против стомачни болести, гастритис, хеликобактер, чиреви и хемороиди. Во тегла со 1 литар домашна мастика се става 30 до 50 грама исечкан корен од линцура. Теглата добро се затвора и се остава да одстои 8 до 10 дена на собна температура со повремено промешување. По 10 дена се прецедува и од оваа тинктура се зема по 1 супена лажица 3 пати на ден, половина час пред јадење. Вода со линцура против стомачни болести, гастритис, хеликобактер, чиреви и хемороиди. Во 1 литар црно домашно вино се ставаат 15 грама корен од линцура, 30 грама магарешки трн, 30 грама бел трн, 20 грама подабец и 15 грама ива трева. Се остава да одстои 10 дена, добро затворено на темно место. По 10 дена се прецедува, од ова вино се пијат по 30 мл, 3 пати на ден пред оброк. Терапијата трае најмалку 42 дена. Истиот рецепт може да се направи со домашна ракија.
Терапија за одмастување на црниот дроб и на крвните садови против проблеми со холестерол и триглицериди. Оваа терапија трае 10 до 15 дена и се состои од 3 дела. Првиот дел е тинктурата. Во 1 литар јака домашна ракија или мастика се ставаат 30 грама корен од линцура, 30 грама жол кантарион, 30 грама црвен кантарион, 30 грама подобец и 30 грама петровец. Стои 8 до 10 дена на собна температура, се прецедува и од неа се пијат 10 до 15 мл 3 пати на ден половина час пред оброк. Хепатомикс. Во 1 литар зовриена вода се става по 1 супена лажица од жол кантарион, петровец, подабец, ајдучка трева и овчарска торбичка. Се пие во текот на целиот ден. Микс од чаеви. Во 150 мл врела вода се става 1 супена лажица жолт кантарион и 5 грама руса трева. Се пие во текот на целиот ден. Додека трае оваа терапија, треба задолжително да се избегнува храна што содржи маснотии, бело брашно, шеќер и овчји и крави млечни производи. Како да подготвите народен лек за вени? Подготовка: 15 грама прополис, 10 грама кантарион, само цвет, 50 грама линцура, 50 грама розмарин свеж, 15 цветови зелен планински чај, 50 грама мајчина душица, 1 ракија од 50 до 55 степени. Сите состојки се ставаат во стаклено поголемо шише. Шишето убаво се затвора, па се завиткува во црна кеса. Шишето се чува 40 дена во фрижидер или закопано во земја. По изминати 40 дена се прецедува и се пие 3 пати на ден по половина ракија на чашка. Метесерите, или како што се нарекуваат црнките на носот, се мали и досадни темни дамки на кожата, запушени пори, кои не само што естетски го влошуваат изгледот, туку може да преминат во акни доколку се инфицираат. Честите пилинзи кои многумина ги применуваат за да се ослободат од овој проблем, не се најдоброто решение. Не само што нема да се ослободите од нив, туку може и да ја влошите ситуацијата. Од премногу пилинзи, кожата пресушува, па во обид да се регенерира, лојните жлезди лачат засилено, па запушувањето на порите се влошува и тоа е еден магичен круг. Затоа, пилинзите не ги користете повеќе од 2-3 пати седмично. Постојат неколку начини на отстранување на области зафатени со метесери. Пилинг од лимон и сода бикарбона. Исцедете сок од 1 лимон, додадете една лажичка сода бикарбона. Смесата не ја мешајте премногу. Нанесете на носот и на области зафатени со метесери, па добро протрите. Оставете околу 8 минути да се исуши, па исплакнете. После пилингот нанесете заштитен крем. Се применува еднаш седмично. Маска со белка од јајце. Со оваа маска, која многу лесно се користи, ќе можете привремено да ги зачистите порите и да ги намалите шансите за нивно повторно појавување, а исто така ќе ги отстраните и сегашните метесери. Потребно ви е белка од едно јајце, хартиено марамче, мал сат и чиста крпа. Постапка. Белката малку разматете ја, нанесете ја рамномерно на лицето, па налепете хартиени марамчиња по целата површина. По 15 минути, кога белката ќе биде засушена, истргнете ги марамчињата со нагли потези, па исплакнете со ладна вода. По овој третман ќе имате загарантирано чисто лице. Маска за отстранување на црнки од носот со мед и млеко. Медот и млекото имаат подеднакво одлични својства кои се добри за кожата. Медот има антибактериски својства, а пак млечната киселина од млекото и помага на кожата во одржување на нејзината мекост и еластичност. Ке ви биде потребно една лажица органски мед, една лажица млеко и чиста памучна ткаенина.
Во помал сат измешајте ги медот и млекото, па загрејте ги на тивко околу 10 минути. Оставете малку да излади. Нанесете од смесата врз носот, па одозго раставете ја памучната ткаенина или некое хартиено марамче. Притиснете добро додека да се залепи и оставете да отстои 15 до 20 минути. Повлечете ја ткаенината многу брзо, па исплакнете со ладна вода. Медот и млекото ќе ви помогнат да се ослободите од метесерите, но исто така, вашата кожа ќе ја направат поделикатна, ќе имате двојна корист. Маска со цимет и мед. Може би ви звучи како рецепт за сладки, ноциметот и медот се одлична комбинација која ќе ви помогне да се ослободите од досадните метесери.Циметот ја подобрува циркулацијата, а со тоа се зголемува исхранетоста на кожата, со што добива здрав, мазен и сјаен изглед. Медот делува антибактериски, со што ќе ја спречи појавата на акне, а во случајов ќе делува и како лепило кое ќе помогне во отстранување на црнките. Ќе ви биде потребно 1 дел цимет во прав, 1 дел органски мед и памучна ткаенина. Измешајте ги состојките во количина доволна за да ја покрие целата област зафатена со метесери. Нанесете во тенок слој, покрите со памучна лента, па оставете околу 5 минути пред силно да повлечете. Исплакнете со ладна вода и не заборавајте потоа да нанесете заштитен крем. Тоник со јаболкова киселина и нане. Направете го овој тоник со јаболкова киселина и сечкани листови од нане. Јаболковата киселина ќе помогне во отпушувањето на порите, додека нането ќе создаде ефект на ладење и стегање на кожата. Ќе ви биде потребно 3 лажици јаболкова киселина, 3 лажици ситно сечкано свежо нане и 220 мл вода и памук. Постапка: измешајте ги јаболковата киселина и нането во еден стаклен сат, поставете да отстои 1 седмица на темно и ладно место. Потоа додадете 1 чаша вода, добро затворете, па нека отстои уште 6 дена. Потоа процедете и складирајте во соодветен сат. Тоникот се користи само навечер, се нанесува со натопен памук и се остава преку целата ноќ или само неколку часа доколку имате пречувствителна кожа. Останете во добро здравје и грижете се за себе и земајте го најдоброто што ви го нуди природата.